Базата на проблемот лежи во семејството. Колку е здраво семејството, толку се поотпорни децата на секојдневните предизвици. Костовска вели доктор Гагачовска дека можеби кај децата доминира чувството и затоа се јавуваат на Ало Бушевско, бидејќи имаат чувство дека немаат не може да бидат слушнати дома, веројатно. Тоа е факт. И кога ви се јавуваат вам на Ало Бушевко, најчесто се јавуваат поради страв, вознемиреност или анксиозност. Од што најмногу се плашат децата? Што ви велат? Од што се плашат? Да се плашиме да кажеме дома што ни се случува. Нема да бидеме разбрани. Мајка ми нема време за мене. На работа е цел ден нормално, како што работното време сега се случува. Децата се осамени и сами бараат разговор. На децата им е потребен разговор. Може ли да ми парафразирате како оди еден разговор, например? Нешто што вас најмногу ве допрало? Секојдневно, постојано се случуваат дојави од таа популација ученичка, да речам средношколци и осмолетка децата што се, кога ќе се јават на телефон, бараат, кажуваат: "Ало Бушевко, може ли да споделам со вас еден проблем што го имам?" Кажат, и ние по гласот познаваме детето дали има страв, дали е вознемирено, дали нешто друго е во прашање. И по гласот сознаваме дали треба и како треба да реагираме. Пред се, првата задача ни е да го смириме детето, без разлика. Сега да разговараме. Не бараме да ни се представат како се викаат, од каде се, тоа не ни е важно. Важно ни е проблемот да ни го презентира детето. И кога ќе каже... И од што најчесто се жалат? Па се жалат од односот, например, на наставниците во училницата, дека се дискриминирани некои деца во однос на други. Добро, тоа е мал процент. Мал процент, најмалиот процент е всушност. Најголемиот е менталното здравје. И затоа тие како изгледа таков разговор? Тоа е најстрашното и најтешкото кога ќе го добиеме да го зборуваме со детето. Бараме да се смири прво и да ни го каже проблемот, и кога ќе каже дека веќе ми е преку глава, не сакам да живеам, имам суицидни мисли, сакав и се обидов дури да си го одземам животот, а кога ќе прашаме зошто, па има причини тоа да се среди, дајте да зборуваме. Знаат ли родителите? Никако родителите не смеат да дознаат. Немаме ние подкрепа кај родителите. Многу мал е процентот на деца што се обратиле до родителите и нашле разбирање. Значи, од 10 деца, едно или две, тоа е огромна мала бројка, која што не значи воопшто, а додека самото дете бара помош од нас. И ние сме најсреќни кога ќе му помогнеме на детето, упатувајќи го кај психолог, упатувајќи го во службите кои што постојат во училиштата за првата помош да му се пружи. Добро, од се